Основното училиште Добре Јовановски од Прилеп е домаќин на државниот надпревар во ракомет за основни училишта во категоријата женски, кој што се одржа во организација на Федерацијата на училишни спортови на Македонија и Сојузот на училишни спортови од Прилеп. Беа присутни најдобрите 4 екипи од целата држава: од Делчево, Струга, Скопје, како и екипата на домаќинот од основното училиште Добре Јовановски. На наше огромно задоволство, денес сме домаќини на државното првенство во ракомет, во женски учесници. Ова е прв пат во нашето училиште, благодарение на спортските клубови од училиштата и Федерацијата на спортски училишни клубови. Ќе има 4 екипи на кои се разбира ќе победи најдобриот. Значи ова е прв пат во нашето училиште да има државно првенство, инаку надпревари од организирани од страна на училишните клубови имаме континуирано па скоро секој месец. Ние како училиште го поддржуваме спортот, бидејќи спортот е важен и за менталното и за физичкото здравје на нашите ученици и на сите деца воопшто. Инаку Сојузот на училишни спортови на ниво на држава опфаќа околу 30 до 40.000 деца во сите категории и тој представува базата и расадник за спортот во нашата држава, од каде што професионалните екипи треба да ги црпат своите индикадри. Овдека е практично кремот, ракометниот крем на во оваа категорија ученици. Значи тука се до 9 оделени учениците. Денеска ќе се надпреваруваат околу 60 на дечиња. Се надеваме на успех, нормално прво на нашата прилепска екипа, а потоа и на другите екипи од Република Македонија. Сојузот за училишен спорт како членка на Федерацијата на училишен спорт на Македонија е најмасовна организација која што во текот на целата учебна година опфаќа огромен број на ученици. Располагаме со некои бројки околу 30-40.000 опфатени дечиња по сите категории, значи и во основни и во средни училишта. Сега имаме напори да влезиме и во градинките со некакви активности. Знаеме дека од неодамна, од пред неколку години, во овие надпревари преку Федерацијата на училишен спорт се опфатени учениците од 2, 3, 4 и 5 оделение, значи во понижите оделенија. И доаѓаме до една бројка која што е стварно не е за занемарување, значи ова практично е основата, базата за сите понатамошни спортови. Од тука клубовите треба и така и е, ги црпат значи сите своји кадри кои што понатаму во матичните клубови успеваат да напредуваат, да стигнат па и до репрезентативно ниво. Федерацијата на училишни спортови е огромна организација каде што децата се надпреваруваат во неколку надпревари, како општински, зонски, регионални, па потоа од сите нив се одбираат најдобрите за ваквите државни првенства. И овие млади генерации се нашата надеж, кои што фактички го збогатуваат ракометниот спорт пошироко и во ракометната федерација. Инаку Федерација на училишен спорт на Македонија е комплексна федерација каде што се негуваат огромен, скоро сите спортови се вклучени и за основни и за средни училишта, и за машки и за женски подеднакво, и каде што има надпревари почнувајќи во училиштата, меѓуоделенски или меѓукласни за средните училишта, потоа има општински надпревари меѓу училиштата, па прваците од општина одат на зонски надпревари, па кои ги имаме 12 во државата, а имаме 36 надпреварувачки општини, така ние ги викаме. После тие прваци од зонските надпревари одат во 3 региони, имаме источен, западен и скопски регион, и најдобрите доаѓаат од сите региони фактички овде на државно првенство, каде домаќин е Прилеп. Традицијата во училишен спорт продолжува во овој систем на надпревари. Прилеп бил домаќин на неколку големи настани, 2 гимназијади сме одржале тука, мали олимписки игри, тука имало државни првенства, безброј сме имале секојаш безрезервна поддршка и ова е добро како една влечна сила за младите генерации да се вклучат во спортот. Со одличната организација на овој настан основното училиште Добре Јовановски уште еднаш докажа дека секогаш застануваат зад спортот, кој што носи големи придобивки кај младите, почнувајќи од физичкото и психолошкото здравје, а има голема улога и во правилниот раст и развој на личноста.